Здраво на сите, јас ќе бидам малку постатичен од претходниците, ама мислам дека ги делиме истите подочњаци. Има континуитет ова приказна. Ќе бидам краток затоа што после ова, како што знаете, треба да идам во уште неколку емисии на кои им должам, мислам дека уште кај Алачки и во едно оки не сум бил. Така што ќе ми простите ако бидам прекраток, ако бидам предолг, потсетете ме на секундажата. Сакам со вас едноставно да споделам неколку искуствени моменти кои можат да се појават како парти брейкери кога правите некаков портал. Значи овде се работи за, ќе зборуваме за меракот и за оние нешта кои може да ви го кршат истиот ако влегувате во оваа игранка. Овој пат нема да дефинираме што е мерак, ќе претпоставиме дека интуитивно ја делиме истата дефиниција, затоа што е мерак, што е кејф да се работи, да се пишува, да се соопштуваат ставови, да се промовира сопствениот поглед на светот или па да се промовира неговото шаренило. Има еден виц за кворовец и босанец за тоа што е мерак, ама мислам дека ќе не однесе во други води, па да го баталиме. Генерално, она што ќе ви нафрлам 4-5 моменти кои, не знам, ако го работите ово што јас го работам во изминативе години, може да ви се појави како пречка или како евентуален топик кој треба да го решите вака или онака. Примерите не се универзални, не мора да се важечки за сите можни ситуации, за сите жанрови на портал, едноставно произлегле од искуството и од сетапот во кој се наоѓал сајтот кој сум го работил. Првиот конфликт може да излезе на релација со компанијата во која ви екзистира медиумот. Не заборавајте дека компанијата има еден интерес, тоа се, например, пари, додека вашиот медиум, освен тоа, има и еден друг интерес, тоа е медиумски интерес, а тоа е некако да ја зачувате својата слобода на погледот на работите, да не речем, да ја зачувате слободата на својот дискурс. Кога Оннет бил секојаш дел од компании кои не живееле од тој портал. Додека беше дел од интернет провайдер, тој раст на тие два ентитета, на провайдерот и на мојот сајт, некако изгледаше органски, кога си помагавме едни на други. Порталот му помагаше на компанијата во незината препознатливост и во градењето на имиджот, компанијата го помагаше сајтот кога тој не носеше пари. И отприлика тоа беше прилично природна некаква врска. Кога ќе преидете во поголема компанија, односите се малку по екселовски отколку тоа. Класичен пример. Што ја знам, ќе објавите нешто што е незгодно за некој тип, кој него ни знаете, нит ви интересира, кој ќе се испостави дека е голем клиент на компанијата за која работите. Значи, сте го фатиле тој и тој со, не знам, регистрација 007, сте му ставиле наслов дека е агент Љак Селјак, и онда тој се испоставува дека држи 150 мобилни линии или не знам колку интернет, бла, колкав корисник. И сега тука имате сериозен проблем. Некој од вашата фирма му продал интернет, му продал мобилни линии. Таа фирма има 300-400 илјади корисници и вие едноставно не можете да ги браните сите. Вашата идеја е дека вие го браните својот портал и правото да им се ругате на оние што ви го ругаат вашиот град со начинот на кој паркираат, со начинот на кој се однесуваат на улица. Меѓутоа, тоа е сериозен проблем, затоа што не верувам дека секогаш мајката компанија ќе ви дозволи да си играте со незините бизнис интереси. Ето, тоа отприлика би требало да го имате во предвид, бидејќи компаниите се озбилна заебанција и некогаш може да ви ја кршат кичмата сериозно. Вториот парти брейкер се адвертајзерите, тие кои ви носат пари од прилика на порталот. Овие сериозни главно идат преку агенции, така да односот е со адвертајзинг агенциите кои ги застапуваат. Тие во последно време се прилично разгалени. Разгалени се затоа што им се може.
А им се може затоа што интернет просторот во Македонија е озбилно ефтин. Едноставно со многу мали пари, зборувајќи во тој размер во кој ги имаат парите големите компании, со многу малку пари можете да го офарбате малтене целиот интернет простор во Македонија. И тие се знаете како агенциите се разгадени во смисла да измислуваат се по-annoying начини на рекламирање, од аудио банери до не знам што, до некои луѓе да ви рипкаат по сајтот лево-десно, затоа што ниф им се гледа тоа возбудливо или може да му го шитнат на клиентот, до оние екстра услуги кои ги бараат, затоа што мислат дека ти даде пари. Ова второ посебно ме нервира, затоа што полека ти пенетрира во контентот. Ја, например, секој сум држал до тоа да се одвојат што е реклама, што е содржина на сајтот, а они се спремни да ти бараат дополнителни PR услуги, затоа што, иако не се во договорот ставени, затоа што едноставно ти даде пари за некој банер. Тоа го прават затоа што многумина наоколу им го дозволуваат тоа. Јас до пред некое време, во описот на мојата работа беше и да работам со буџетот на една компанија која има сериозен маркетинг буџет. Структурата на сите компании, колку се дава на телевизија, колку се дава на радио и на останатите, структурата е ужасно лоша во проценти во однос на интернетот. Кога се обидов за една кампања да го смерам тој бар незначително делот за интернет или делот за медиа баинг на интернет, сваќаш дека не можеш многу да ги пореметиш во установените структури, затоа што е стварно се ефтино наоколу. Ние успеавме, не знам, да букираме озбилен адвертајзинг простор на 30-40 не знам, популарни сајтови во Македонија. И тоа ќе не кошташе исто колку што не коштаат телевизиите 2 дена. Така да отприлика тие се размери. Мислам, сега е лесно да кажеш иднината е во интернетот, ама некако треба да преживееш додека дојде таа иднина. Мислам дека се додека е толку ефтина робата, се дотогаш оние што се посредници, или може би им доаѓаат клиентите, не знам, ќе бараат непристојни работи од вас. Како ќе си го решите тој проблем? Секој нека суди за себе. Не постои универзално решение, колку еден банер е annoying, колку ве нервира, кога ќе опуштите таков, кога ќе опуштите онаков. Али генерално треба да размислувате и за овие работи кога работите портал, затоа што кога тогаш ќе ви дојде време да дефинирате некои принципи, за да ви биде после олесната работата. Третиот фактор кој евентуално би можел не да ви го скрши меракото, туку да ви ја троши енергијата е кога, од моја лична перспектива, кога ќе се обидете оно што сакате да го кажувате на вашиот сајт, да го оставите во некоја, да го дисперзирате и да го пренесете, да го делегирате на редакција. Јас до сега, предпоставам да ме прашавте пред 10 години како ќе изгледаше до сега мојата приказна, мислев дека ќе имам секогаш при рака едно dirty dozen луѓе, кои ќе беа спремни сите можни ствари на интернет да ги направат. За жал не е така, знаете и сами, во Македонија тешко се создаваат екипи, тешко се создаваат редакции, тешко е за болја тројка да најдеш луѓе, а камали да најдеш луѓе за сериозни предизвици медиумски. Не е дека ги нема, некогаш ти немаш време да ги градиш, некогаш тие не се покажуваат такви како што мислат дека биле, но во секој случај троши енергијата, затоа што подека се претвараш во менаџер на човечки ресурси кои ги имаш и почнуваш да менаџираш да биети темпераменти, фази низ кои проаѓаат. А од друга страна па не можеш да ја правиш сам приказната и да бидеш сериозен, не знам, медиумски ентитет, ако се остане само на тебе, затоа што на крајот на криштата ќе треба некои 10-15 дена да отидеш на одмор, или, не знам, 2 дена ќе се осеќаш дека имаш добиено, па не ти се пишува. Која е следната работа? Следната работа е регулативата од прилика. Не во таа
општа смисла, затоа што стварно за да се создаде амбиент на интернет просторот пружа задоволство во многу суштински елементи во однос на останатите медиуми. Немаш проблеми со рокови и целиот стрес што роковите го носат. Тогаш и се печатиме, тогаш пак вон ТВ дневникот. Можеш да бидеш достапен сега и секаде. Единствените рамки се, не знам, бројот на луѓе што го говорат твојот јазик, или јазикот на кој се обраќаш, и бројот на оние што имаат интернет врска. Има и други параметри кои го дефинираат амбиентот во кој се создава еден медиумски проект на интернет, од оние елементарните права за слобода за изразување до оние околните, ама важни, од типот на колку е GDP-то во таа држава, или колку е степенот на сиромаштија, или колку е степенот на, или процентот на неписмени во твојата држава. Но, генерално, регулативата знае да каска и да биде назад по својата суштина е малку поспора од светот во кој ние живееме. И кога е таква спора, а таа е слепа затоа што е важечка, може да настанат парадоксални ситуации. Од типот, не знам на кои избори, не знам која година беше, Онет беше дефиниран како еден од медиумите кои го крши некој предизборен молк. Само затоа што на Онет биле достапни некои колумни. Тоа им така си ја сватиле они работата, без везе да се трудиш да им објасниш како е сулудо да тргаш нешто за време на предизборен молк и колку е тоа потешко од дури од желбата во 24 часот сите билборди да ги покриеш со чаршав за да не се гледа и да бидат луѓето раат тие 2 дена за да гласаат. Регулативата е опасна и кога е up to date, знаете и сами. Но има еден дел, не зборам за таа големата приказка за акта. Зборам за оние мали прописи кои требаше да не прават поцивилизирани. Знам дека некаде го кажав тој пример. Добив некаков допис. Верувам дека дел од вас ја знаат една рубрика или подрубрика на македонштина богати и славни. Мојата поента е да ги покажам оние слики кога црепови паркираат секаде кај што ќе стигнат. Цреповите ги покажувам намерно со регистарски таблички, затоа што тоа е поентата. И одеднаш добивам допис од надлежната агенција за заштита на лични податоци, во кој ми сугерира дека според тој член од законот кој они го тераат, објавувањето на лични податоци се коси со законот. И сега, формално тие се во право, суштински јас сум во право, затоа што ако не знам, ако не им ја покажеш регистарската табличка, никој, ама баш никој нема да може да му каже на тој црепа дека ти имаше таму и престани да паркираш така и така. И таа ситуација, тој конфликт не можете да го решите, или бар ја не знаев да го решам, освен да го донесеш до најголем парадокс целата таа ситуација, па им пишав на истата на агенција дека го примив вашиот допис со должно уважение, како се вика тоа, ама ве информирам дека сите што ги има во таа рубрика се мои пријатели и инсистираат да се најдат. И онда немаше реturn. Мислам, тоа е толку глупо да тврдиш дека ги рубеш твоите пријатели, ама едноставно фаќаш на кондиција, затоа што стварно немаат добри. И кажав, ако имате некој поинаков пример, ќе го извадам ако некој мисли дека веќе не ми е пријател, меѓутоа сериозно овие типови со регистарски таблички сакаат да бидат познати кога се веќе богати. Последниот пример, ама генерално ќе го оставиме вака како тизер, затоа што е тоа најтрики од овие што можат да ви направат бајас во главата, е публиката. Публиката е, како да ви кажам, тешко мени са тобом, још теже без тебе. Од прилика така е. Зависи како ја дефинирате публиката. Ако ги оставите, по мене, ако ја оставите секоја ствар отворена за коментари, тогаш ќе добиете многу погрешна слика за тоа кој ви е публика. Затоа што ги читате коментарите на овие како се викаат тие, запалените, и ќе имате чувство дека тие се тие што ви го посетуваат сајтот. А не е така, тие се само некои што имаат
време, желба да го истурат својот гнев или не знам што. Така да по мое чувство, јас, например, онлайн сум го отворил само за делови на сајтот кои биле кориснички агрегирана содржина, прилика македонштина или писма на читатели. Се останато затворам затоа што можно е да се претворите во следење на нивните сиренски звуци и да се навлечете на некоја сила или харибда на денешниот пазар или вкус. Ето така, 5 ствари кои капиталот, не знам, компанијата, адвертайзерите со кои ќе си имате работа, можност или тешкотијата да правите сериозна екипа со вас и на сите да име тоа мерак, регулативата и публиката. Без завршна поента го затварам моето денешно излагање. Што врска со прогноза за влез на Македонија во Европска унија. Ако може да не подсетите на дел од тоа или да ни кажете кај да најдем. Ја мислам дека работи кои можеш да ги направиш со Google, немој да ме користиш мене. Не знам, стварно не се сеќам за која статија за Европска, мислам, тоа е тема едно 20 години, така да не знам за која точно мислиш. Тако сум и јас. Не знам, стварно, да знам, би ти кажал URL сега во моментот, ама пајакот не ми е пуштен. Сега нешто ново што се спрема од вас е Offnet. Нешто од прилика како ќе се справите со парти брекери, особено со адвертайзингот и со тимот за новиот портал. Вака, прво вас да ве замолам да не ми рипнете на врат кога ќе излезе новиот лејаут, бидејќи како да ви кажам, ќе одиме со нешто што не уопште не излезе на гласање. Така да може бар вие да ве рачунам од моја, затоа што знаеш ќе има сериозни обвинувања дека уште едно лажирано гласање во Македонија, така натаму. Генерално почнавме да работиме на еден нов лејаут што не беше на тоа гласањето на Offnet и ни се бенди се и знаеш како во последен момент. Така да please be gentle. Од друга страна ќе почнам ресайзнато некако. Добар дел од она што го правев на Onnet беше овозможено или го правев затоа што стоеше провайдер позади моите идеи. Zulu, како TV стриминг, како heavy контент, беше направен само затоа што интернет провайдер секогаш купува во двосмерен линк. На провайдер секогаш едната страна му е исполнета затоа што го трошат, аплоудот му стои празен. За да го исполниме тој аплоуд сме го направиле Zulu како стриминг на телевизиски програми, затоа што стварно го плаќаш тоа и треба само да се сетиш како да го пополниш и тоа да биде корисен некој сервис. Offnet ќе го почна многу ресайзнато, многу покамерно, со 4-5 луѓе, двајца на општо на сајтот, еден веб дизајнер, дел што ќе покрива спортска, дел тука и Лина Bookbox ќе го прави како рубрика и еден ќе брка банери и реклами. Значи, многу покамерна приказка, па да пробаме така, затоа што секоја редакција, како што кажав и претходно, кога јас сум имал работа со новинари во телевизии и во други медиуми, тоа целото е убаво, благородно е да си даскал или не знам, да си играш, да брусиш луѓе и способности, ама полека те замарат. Секакви примери има. Таман ќе описмениш некој ќе ти избегал во портпароли. Мислам. Не, сериозно е така. И онда почнуваш да менаџираш, а генерално ми дојде време во кое ми се пишува. Банални работи, банално. Нешто што има во Сирија, што ја мислам дека е интересно да го видат моите читатели. Така. Ви благодарам на вниманието.